никој не знае дека Гоце Николовски, нашиот пејач кој што ја испеа легендарната Бисер Балкански, беше мој роднина. Да, не се заебавам. Мајка ми е, фала Богу, уште жива, она може да остави коментар да каже, мислам, се ја не знам што, мислам дека и беше втор братуче и се паѓаше. И на времето негде 85-86 година, значи ова е пред Бисер Балкански да се појави песната, Гоце беше пејач нормално, и живееше тогаш во аеродром таму кај Едвард Кардели школото негде, кај денеска Ѓорѓе Пулевски, тука негде живееше, сега не знам, не памтам точно која зграда беше. И тоаш често пати игравме мал фудбал, многу сакаше да игра мал фудбал. Иако по мој вкус беше малце поише себичен која играше, така превише држеше топка у нозе, јадев ништо подобро, ама не така као него. Јеби га, не е тоа поентата. Аспаруховци. Значи, Гоце во песната Бисер Балкански има еден ваков стих, вие сигурно ја знаете, затоа што често ја пеат македонците во Бугарија, што вие не ги признавате како народ. А стихот е вака. Само една има вистина, има една Македонија, делете ја, парчете ја, па ке биде наша најмила. Значи, нуклеарка ве кекнала да ве кекне. Вие, Македонија, никогаш нема да ја добиете. Никогаш. Сега на 24-ти, кога треба да гласаат европарламентарци за извештајот на Вајц, кој што направи голема паника у вашите редови, кај што треба да ја признаат посебноста на македонскиот јазик, сега слушаме дека постои голем притисок. Нормално, веројатно, вие тука сте лобирали, имате тамо 17 пратеника, колку имате, никој не сме, сами на страна остајани. Да биде ставен пак опис на јазикот како современ или модерен македонски јазик, нуклеарка ве кекнала да ве кекне шо побрзо. Од друга страна, да ви кажеме нешто, не заболе нас пичката за тоа дали тие европарламентарци ќе постапат праведно, дали ќе признаат древноста, посебноста на еден народ во срцето на Балканот, дали ќе тргнат по вашиот посран памет и ќе направат нова глупост, нова дискриминација, нова неправда кон нас. Но, добро е што стануваме се посвесни, ако го подпишат извештајот европарламентарците, тоа е плюс за нас во битката. Последново што ви го кажав, чекава нешто ми се прекина. Пак да турат некој опис на нашиот македонски јазик, овие будали одгоре, по паметот на аспаруховците, што идат, дека народот е тука, македонскиот народ тука се прашува. Тоа е одлична изјава што ја даде Мицковски. Значи, никој нема да тргне, како што се обидува тоа да го прикаже опозицијата кон Мицковски, дека Мицковски на своја рака нешто би направил или ова или она, обични спинови, обични глупости. Затоа ја имате мојата поддршка, и сум го кажал тоа милион пути, и ќе имате поддршката на целиот народ. Оти некои прашања заслужуваат за некои прашања да биде прашан народот директно. А ставот на народот очигледно го знаат ВМРО ДПМН и без да прашаат. Па затоа делуваат така како што делуваат. Нивно е да притискаат, да лобираат од позиција на моќ и сила, имаат од кого да учат, го гледаат тоа у светски рамки, од Америка и Израел, како тоа се прави кога си многу силен у моментот, без никого да прашуваш, да заобиколуваш меѓународни закони, повелби на Обединети нации, Женевски конвенции да кршиш и ред други работи, да си тераш по своje, очигледно мисла дека секогаш е возможно со сила да направиш се, дека сила Бога не моли и така натаму, но овој свет би бил многу досаден кога би бил така предвидлив. И многу досаден ќе беше овој свет ако секогаш најсилните победуваа, најсилните, на најсилниот му припаѓаше све,
Најсилниот е најсреќен, најсилниот е најбогат, најсилниот е све нај у позитивна смисла. Ова ќе беше доста предвидлив и многу досаден свет, да беше секојаш така. Арно ама, древните прилепчани рекле, животот е колце е баго. Така да ќе се сврти се. Поготово во овој контекст во кој што се наоѓа сега светот, во овој амбиент, се станува непредвидливо. Оној што бил горе, утре ќе биде доле. Верувајте ми на зборовите. Она што било растурено, некогаш пак ќе се состави. Она што било болно ќе оздрави. Она што било некогаш многу одамна здраво, ќе се распадне. Затоа е светот интересен. Затоа што не можеш крајот да му го фатиш. Не знаеш кога ќе те кекне лошата судбина ако ги прекршиш законите на природата, законите на праведноста, на моралност, принципите, моралните принципи. Никогаш не знаеш кога космосот и на кој начин ќе избере својата одмазда да те кекне в чело. Тейн да те кекне. А зборот кекне го употребувам многу последно време, луѓе не знаат што се однесе. А уствари некои наши дијалекти се користи и многу ми е интересен кога го употребувам на ваков начин. А можете да го употребувате у поише намени, зборот кекне. Пример, го кекна в чело. Дај, кекни ми го ова, ако треба нешто да, она картица за вакво, за, нели, која плаќаш, дај, кекни ми ја картицава на тоа апаратчето. Или да му рече некому, да ти го кекна, онамо или вамо. Или, абе, ја кекна она. А уствари, како ја дојдов до зборот кекне? Кекне. Пред, не знам колку беше, не знам колку има 20 години, не е смешно, мислам, приказнав, ама да ви доловам што беше, од кај ми е зборов. И гледам некои вести, појма немам тогаш, А1 ли беше врска немам. А1, одамна. И некое убиство у Велешко негде, некое село, убиство, некое тројца, двајца со копачи мавале по черешна, да ја од корен да ја искорнат. Овој со копач едниот мавал, другиот го гледале. И овој мавал и срешнава никако да падне. И другиот му рекол, дај бе ти копач од мамо, не знаеш да копаш. Нешто како му рекол, не знам и дали Велешко беше, може некоја друго село беше у Централна Македонија. Не ми текна е стварно. Еве, вие по дијалективе што ги знаете, ќе ми кажете кај се употреба и што се употреба. Дај копачот, ти не знаеш како да ја откорнеш, овој не, ти, јас знам, ти не знаеш. И овој се затепале за копачов. И овој едниот со копач земали, му го земал копач, го кренал, го акнал и го убил. Сега, ја гледам вести и еден раскажува од очевидци, овој третиот. И целиот потресен онака, го има на сним. И целиот потресен. И овие новинари, добро, што се случува? Абе така се закара, вика, за копачот кој да ја откорне сешана. И овој, вика, го крена копачот и го кекна в чело со него. И свинете што се смеам. Ама тогаш, и од тогаш ми остана тоа, абе го крена, вика, копачот и го кекна в чело. Чело, мислам, рече директ, не в глав, чело. Го кекна. И од тогаш ми остана тоа кекнал, нуклеарка ве кекнала да ве кекне шо побрзо. И така да, не знам кај застана, кај Светов, нели? И видовме предвадена, бевме сведоци како две нуклеарни сили нападна држава, која што воопшто не е нуклеарна сила, со обвинување дека е на чекор да стане нуклеарна сила и да направи нуклеарна бомба. Замислете, две нуклеарни држави нападнаат трета, суверена, територијално интегрирана држава, со оправдување образложение дека е многу близко до тоа да направи нуклеарна бомба. Ја нападнаат две сили кои што едните имаат преку 200, 300, 400 нуклеарки, а другите имаат измеѓу 90 и 150 нуклеарки. При тоа, напаѓајќи суверена држава, ги прекршија сите повелби, резолуции на Обединетите нации. Тоа по дефиниција значи воен злостор. Ги заобиколија или останаа глуви на сите апели
за смирување на тензиите на затегнатостите со Иран. Освен тоа, велат, пазете какви се тие цинични, од секојаш ми иделе на нервни тие цинични изговори. Деме го удривме Иран затоа што со цел да го вратиме на преговарачка маса во врска со збогатувањето на ураниумот. А фактот е дека Иран никогаш не ја ни напушти таа преговарачка маса со американците. Американците беа тие што стана. У исто време, шупацине од Европска унија, нуклеарка ве кекнала да ве кекне. Ја повторуваат реториката на Америка, викаат, да, дај Боже, вика сега да спласне, вика тоа затегнатоста, нека се стишаат оружјата малце да го вратиме Иран на преговарачка маса. А министерот за надворешни на Иран, кажи како се викате, не е битно, пред 2 дена беше на преговори со Европска унија. Ден пред да почне, или 2 дена пред да почне нападот на САД врз Иран. Каде со вакво лицемерие? Каде со вакви двојни аршини? Со замижување? Мислите далеко ќе стигнеме? Уствари, ова моје видео беше поише да се поздравиме, пошто може и да не се видиме. Оти сега сите го чекаат одговорот на Иран на нападите на САД, оној што викаат retaliation или одмазда. Ги кекнели Иран американците јако, како што се предпоставува. Не можеме да знаеме. Сега ова што се деси вчера ноќеска беше, ти мене ме тепаше, јас ја на твојот помал брат ќе му еба мајката. И му еба мајката ноќеска на Израел. Тие, мислам, овие Иран што немаат ракети, што ќе се предадеа за 2-3 дена кај да, или ќе седнат, или ќе потпишат капитулација кај да. Тие истите. И сега сите го чекаат одговорот на Иран, одмазничкиот одговор со американците. Каде, кога, со каков интензитет, што, кој све ќе учествува. Но, поентата на бојавата ми, се случи ли тоа? Прашање на многу кратко време кога ќе почна да ги стискаат црвените копчиња на лансерните рампи на балистичките ракети наполнети овој пат со нуклеарни боеви глави. Мислам, зошто? Затоа што ова сега што се случи со нападот на Америка беше од друга страна направено и како огромна услуга на Израел, затоа што Нетањаху што од 7 октомври 2023 се обидува Америка да ја вовлече во војната на Блискиот Исток. На крај го успеа, не знам како, веројатно со многу лобирање. Оти Трамп не би реагирал ако не е добро излобиран. И неговите, мислам, тамо кои се. Не е битно. Баш кај во меѓувреме го прескокна и гласањето на Конгресот, значи без негова одлука реши да преземе воен напад кон суверена самостојна држава. Истиот тој Трамп кој што пред неколку месеци се колнеше дека Америка му е пред се и дека повеќе нема да го интересираат војните, што ги водела до вчера Америка, и војните на другите што ги водат, дека повеќе нема да се меша. Толку од неговата од неговите ветувања за време на кампањата, но поентата ми беше дека еден таков напад на Иран, ако сериозно ги кекне американциве, некој од војните бази нивни или шој да е, и според степенот како почна да го кекнува Израел, и според тоа дека веќе постојат држави кои му понудија на Иран, замислете, му понудија нуклеарни бомби. Тоа го потврди некогашниот руски председател Медведев. А сметајте дека денес овој иранскиот министер за надворешни сега веќе во Русија на состанок со Путин. А западната штампа цело време збори дека Путин овој пат нема да реагира, си има доволно проблеми со Украина, па и Трамп му порача глеси ја Украина. Па демек Путин сега ќе гостај на цедило Иран. Западни пропагандистички паламудења. Верувајте, у тоа можете да бидете сигурни, не да верувате, дека Путин ќе излезе
директно во пресрет на Иран, дека ова после онаа изјава вчера на Трамп насочена кон Путин, рачунајте дека ќе се затегнат пак односите меѓу Русија и Америка, рачунајте дека пожесток одговор на американците доколку бидат одмазнички нападнати од страна на Иран, легитимно, дека нивниот одговор ќе биде пожесток, имајте упредвид дека имате на власт во Израел еден, ја би рекол, човек кој што е спремен да направи се за да си ја спаси својата власт и својата кожа. И гледајќи ја, слушајќи ја неговата риторика и риториката на тие околу него кои што го држат на власт, екстремните ционисти, дека верувате многу нема да му мисли да стисне на копчето и да го кекне Иран со нуклеарка. Да, не прават ништо без знаење на Америка, Израел, но знае да им се случи понекад да им се испушти некоја работа, па после пак им се смири. Тоа е таа децениска игра, театар за останатиот свет и театар за сите оние кои што